Започнувајќи од грижата на физичкото и менталното здравје на мажите, ракот на простатата и ракот на тестисите, овој месец е во функција на потсетник за опасностите по машкото здравје и јавната отвореност и превземање на акција околу истите. Редовните прегледи можат да спасат сечи живот. Урологот Стево Иванов вели дека се уште постои стигма за превентивна посета кај уролог. Тој инсистира и на едукативни предавања во училиштата, се со цел токму оваа стигма да се надмине. Некако слаби одговори добив, што значи треба да се одржуваат предавања за такви состојби, за машкото здравје, ноември е месец на машкото здравје. И би требало децата од млади да бидат запознаени со такви проблеми. И тоа е корисно, нели, за младата генерација и за фамилијата што се среќава со ваков проблем. Ракот на простатата пак е најчестиот тип на рак кој се јавува кај мажите. При рана дијагноза голем процент од пациентите имаат веројатност дека ќе го надминат. Ризикот кој од овој тип на рак постои поради тоа што во раните фази на неговата појава не покажува симптоми, што би значило дека кај ова заболување мажите би биле свесни дека додека истото не започне да предизвикува проблеми со уринирањето или да влијае врз сексуалната функција. Годишната стапка на смртност на 100.000 луѓе од рак на простата во Македонија е 7 од 10 заболени лица. Превенцијата би значила поголема свесност за постоењето на овој здравствен ризик и редовни проверки и тестови.